Дечки, имам сериозно Зашо не собра? Зашо имам сериозно прашање за вас. Ајде. Да знаете што е вакво. Maybe. Не, мислам сум Не. чул, ама знам дека е серија некоја само. Веројатно се прашувате што е вакво. Најното или don't care. Звучи на вајфу. Епа вакво... Там се мачка на леп. Не, ама има 9 игри. Јаде? 5 анимирани серии. Анимиран филм. 2 стрипа, со повеќе волјум свекој стрип, да бием јасни, не се 2 волумена само. 2 board games, 5 OVAs. Ако не гледате ништо, гледајте само овие што ви напишем. И колку пари имаш потрошено на ова? Actually, each. Doubtful. Each. Време, еден куп. Паре, each. Сега, сигурно... Time is money though. Да. Апсолутно. Дозволите ми ја почнем од почетокот. На почетокот, пред да после било што, имало змеј и божица. И меѓу нивната љубов меѓу себе, произлегло јајце. Зашо и како? Па змеја, логички. И после тоа, оние зашто се сакале многу, излегле уште 6 јајца. И од тие јајца, излегле 6 елиатропи, што се basically луѓе што имаа магични мочи, и 6 змејови, близнаци. Од свако јајце излегло едно дете и еден змеј. Тоа е важно. Може да ги видите овде, не нема сигата. И тие почнале да создаваа едно од најдобрите групи на луѓе некад. Они, И после цела еден од нив, поточно они креирале супер цивилизација, и после дошле ванземјани, што може да видите на сликава, им го уништиле цела цивилизација, и они морале после basically се силна у коцкава, што е магична коцка, што се вика Лијактюб. Right? И сега, тоа се дешава во универзумот, а сега ќе намалимо погледот, ќе имаме на една планета, right? На таа планета има 12 богови, и секој и тие кои го создаваа светот, го создаваа, исто создаваа 6 други јајца, со други змејови. Ама овие нема елиатропи, туку се само змејови и тие помагаат да создадат светот. Ред кај што може да видите на сликата. Да. И после боговите нели се создаваа своји раси, имамо сваки бог си има своја раса. И свака раса се вика нормално по бога, ти кај што може да видите има еден куп. И иначе ќе прашате зашо вака ова зашо да игра, и basically што да ова се класа игра. Може да видиш буквално има класа што е Rogue. Значи, имам прашање. Океј. Што да иде прво, играта или серијата? So оригинално има игра што се вика Dofus, што basically са тие јајцата од змејовите што ти зборев. Со технички играта, ама кога збориме за вакву играта и за вакву серијата истовремено. Океј, интересно. Поточно истовремено ги има девелопнато, ама серијата има излезено малце пред играта за да го промоута играта. Каква е играта? MMORPG. MMORPG. Има и понови игре кај што новите сезони сака како дошол светот од едната игра до другата. Ме разбираш, тоа се новите сезони технички што се излезени. Каде се јајца за сега? Нели ви спомнав 6 јајца имаше од елиатропите и 6 јајца од светот што го создале, нели? Епа овие сакал жена и жената умрела и затоа братот си направил дете. И детето му се налютило и ги изело 6 јајца што го ствариле светот. Ги изело јајцата што го ствариле светот. Затоа дека не се јаде јајца. Нели, ова е што се дешава кој јадеш јајца. Брат, колку протеини имаше јајца во? Не знам, од змеј беа, многу. После сега малце ќе сме има тема, зашто Нокс. Кој е Нокс, сигурно се прашува. Тој, нели, изгледа најчил дуд. Ама еден ден тој га наоѓа Илијактюб. Наоѓа магична коцка. Што почна му збори него и му дава магични мочи да користи од неја. И Нокс, нели, има фамилија.
Ама работата е, овие кој ги јаде јајцата, многу се љути, почна да плаче и почна да уништува кај острови кај што ќе му дојде. И не сакајќи го уништува островот кој што фамилијата од Нокс. И затоа Нокс ка гледаат коцката уше му збори, нели? Му збори коцката, магична, и ека, Нокс, брат, ако собереш доволно магија, ќе можеш да вратиш времето назад, за да ги имаш назад твојата фамилија. И Нокс нормално га слуша коцката и почна да собира магична енергија за коцката. И сега имамо таймскип од 100 години, кај што у првата епизода гледамо како стар човек носи бебе и доаѓа Ноксот нигде. И ека, човек, ти си многу чуден и интересен и сваќа дека е змеј и се фајта малце и овие му прави еден куп демеш и гледаме дека бебето што го носи е бебе. И го остава еден човек бебето и го остава бебето. Бебето кој пораснуе, открие дека има моќи да отвара портали. Зашто претходно мислиш дека е обично дете. Што знаеме за детето? Дека е Елиот. Personality child. Our main boy. Он е главниот карактер, нели го пратимо. Исто у моментов кај што живеел на селото, се дешава еден куп ствари и доаѓа еден куп, знаеш, он работа у бейкари кај татко му. Тоа е нели слично кај тавранка у D&D, современо доаѓа сите наши главни ликови туѓаки современо некако. Знаете, и се срещава у таврн. Друг главен лик што имамо е Дали. Или Sir Percival of Sedligrove. Што е тој? Иоп. Што е Иоп, се прашувате? Барбаријан на D&D. Добро. Барбаријан на D&D, basically. Right? Personality. Hit first, ask questions later. Барбаријан на D&D. Again. Рубилас. Cool Demon Surf. Кај што може да видите стави една слика кај што ги има мечет, една слика кај што е позеснат мечет. Зашто е тоа битно сам таа слика? Зашто првин така се појавува, позеснат од мечет. И тоа се дешава неколку пута во серијата и се кажа, брат, кој ќе научиш лекцијата? Нема га ли ќе научи лекцијата сезон 1. Друго што имам, Руел. Што е Руел? Другарот татко му, старчек, пензионер, ги нема сменето гачите 20 години, сака паре. Неговата раса е Ентров, персоналите гриди, кај што спомнав сега, толку имаме да кажеме за неја. Ова е Ева или Евангелин, раса Кра, што е Кра? Basically Ranger од D&D. Раса? The Sensible One, логички. Bodyguard of Amelia. Која е Амилија се прашувате? Добро прашање. Амилија... Не. Исто таа што е од Евангелијан е очигледно од Ева. Знаеш дека нема да катнемо ова нише? Убо, нема. Ова е Амилија. Кај што спомнавте има нешто слично, принцеза. Она е садида, што се садида со дрва. Или други D&D, нешто таке. Стакап, зашто е принцеза, нели принцеза ка принцеза. Принцеза. Тоа е многу важно. И нормално, нашиот главен карактер открива дека е од некоја... И сега, нели, открива дека има магични мочи и се треба да најде брат му. И трга, нели, на отиде да најде брат му. И првин има шопинг епизод, кај што се сретнува со некои луѓе, нели има шопинг епизод, има епизода. Сезон 1 е basically ка епизодна, повеќе не е серијал толку епизодна, basically, што значи свака епизода е fucking најрендом ствари што може да се деси во некоја серија. Може многу филери има? Нешто таке, ама првата сезона е буквално ка серија повеќе за деца. Има многу дип ствари и тоа, ама повеќе е намесена можеш да се уклучиш да гледаш епизода. Буквално има епизода кај што се гавран, кај што се бора. Епизода кај што треба да спаса принцеза. Епизода кај што се бора со вампир. Има 3 епизоди кај што играат некој нивен измислен спорт. 3 епизоди. У првата сезона. So they play Quidditch. They play fucking Quidditch. Не, повеќе карагби. From the famous... Не, буквално I е don't рагби. know, fake sports, who cares? Не, буквално е рагби, ама ја. И 2 епизоди, после. Значи има еден куп адвенчерс и го стигаа на островот, им се руши нешто бродот, и таму го наоѓа брат му од југо, што се вика Адамај,
Ша раса, логички змеја, кај што може видите. Мал се чуден змеј. Значи исто дека што вика нели као брат близнак, значи. Да. Брат близнак е мој, паметно дете тој, мало има паметен и пат учено стари луѓе. Југос твин. Брадер. Продолжуваме со првата седна, значи добра наоѓа и гледаме како островот зашто стигна, значи бариерата го пропиши, гледаме како Нокс го наоѓа островот и пробува да дојде да собере све магичната енергија што ги има на островот и успеа. И после Нокс се одлучи дека е скоро при крај со планот и сака Дие да го собере све енергијата од дрвото на животот у кралството на Садида. Значи кај ше Амилија принцеза од кај ше. Нели ова е слика од тоа дрвото или ова шума кај ше живеат ја Садида. И и партиите да го одбрани, и Нокс доаѓа со сад голем, уште еден сад се фајта, дали привремено умира, Југо влага се фајта со Нокс или прави муабет, и Нокс стига. Нокс га собира све магичното од дрвото на животот. И го активирува тоа. И го победува Југо фајти све во моментот. И го активирува неговото абилите се врати назад во времето. Мработата, братот собираше магична енергија скоро 200 години. Од цел свет, значи, утепа змеи му зеде енергија. 200 години. Утепа змеи, утепа дрвото на животот, га собра све магична енергија. Све тоа за само се врати 10 минути назад во времето. 10 минута? Све тоа само за да се врати 10 минути назад. Damn. 10 minutes. Братот е депресивен, кај што може видите. Wonder why. Братот ќе се врати во времето кај што уште ги има децата и жена му, ама се врати само 10 минута пред да го победи Југо. Не, технички не го излажа. Ако собира доволно магија, би можел да се врати теоретски. Теоретски. Тоа теоретски го керија. Гледајќи, теоретски, што да го држам, добре. Океј, и га зема коцката. И Југо само што ја зема коцката, успе од коцката да го ослободи неговиот брат, Килби. Што е мој близнак. Ама еден од тие 6 минуша са креирани или од божицата. И змејот. Исто што е тој. Звучи како kill me. Француско е. It's French. Стар човек е, зашто у коцката затворен нешто како 10.000 години. И на почетокот дека Југо ваќе се користа портали, така знаете го учи малце Југо и исто деца, исто децата Садида кралството го сака. Turns out he's evil. Of course. Братот со обично тие 6 деца што се, мислим 12, нели? 6 лиотропи и змеје, кои ќе умра, се враќа у јајцето и после некој време се раѓа пак. Ама Килби има специјален талент кој што го памти све кој прошлиот живот. И заради тоа сака да најде нешто ново, некои нови искуства што ги нема направено во животот. Значи, играш RPGs и пробаш се да ги најдеш сите крај од играта. Братот е поче го интересира да го истражи цел универзум. Не, брат, играш RPG се идеш да ги романцаш другите ликови. Нокс нели го тепа змеј, змејот што го спаси Југо на почеток, тој и брат му негови и Чиби се пораđаја. Што зборев тоа, нели? Ако умра, се враќа у јајцето и се раѓа пак после некој време. Ова е јасен пример. Килби спомнавме дека е evil as fuck, пробува да ги најде до фусите, за да има spaceships и сега да ги најде до фусите му треба и сестра му да ga најде и да се качи spaceshipот и да замине и успут да направи хаос на планетата, зашто да не може другите да допра. И што е нормална реакција кој сакаш да
не те допре некој, да отвориш портал до пеколот, right? Он е еден од нив. Логички отвараш... Dante's Inferno type shit. Отвараш портал до пеколот и го повикуваш да дојде нормално кралот на демоните и сите карактери доаѓа да се организира, тража помош од демигодс, од свегде дваќе, за да се фајта за проба да го утепа. Ова е мојот омилен карактер, ќе збориме се повеќе за него. Ама он го победува после кралот на демоните и он иде у пеколот за да го контролира зашто да направи проблеми демоните. Југо нормално се фајта со Килби и успевува да го затвори у бела димензија од кој ќе победи после, кај што нема ништо, зашто Килби има змеј, нели исто треба да имаме змеј, а он има сестра, ама сестра му е мртва, така Југо и Адама го тимапа, знаеш, го джампа 2v1 и го победува. И го затвара. The original Jump Kaisen. Што се дешава меѓу сезоните? Океј, првите две сезони се една после друга, трета и четврта се малку се подалечени. Има измеѓу втора и трета геп. Што сакаш да прашаш? Нели тој не може да умре само и да се реинкарнира пак кога да се врати нов живот. Килби? Да. Па нема да се врати зашто бие затворено затворено димензија кај што не може да се самоубие. Да. Иначе ако умре, ќе се врати јајцето, ќе се прероди пак и ќе ги има истите мемории све. Другите ги нема. Окей. Не, тоа беше прашањето, дали може да се самоубие само човекот? Не може од димензијата се самоубие. Затоа е затворен таму за не се самоубие, за не може да ми избега. Затоа сакаше да земе јајцето, зашто кога го нема јајцето и ако умре, да знае кај ќе се респаунне, ме разбираш? Да, окей. So basically they put him in a psych ward. So, дали Ева се сака и се зема, има деца, ќе зберем тоа се покасно. Огрес прави проблеми. Уште е људ братот. И заради тоа сега он ги има Six Primordial Dofus и заради тоа се мора да ги најде 6 Eliatrope Dofus, да собира нив, за да има шанса против Огрест, што е Дизу, што ги има изедено Six Primordial тоа. И први ако не ќе ги уништили све кралствата, уклучувајќи че седи да ја ова. Гледајте, у негова водборна изгледно кој ја слушнам Дофус лучека вкусна да е. So, овие е Зенор од расата, он е принц, има свое кралство, има 2 Дофуса и се договара да се ожени со синовија на Зенор, Господ на времето, не Демиго технички, и се договара да се ожени со Милија за да им ги даде Дофузите и turns out нема да им ги даде, братот му треба него за неговиот план и нормално доаѓа Југо и го победа и го смрзнува. Логички, нели? Го смрзнува. Да, нормално. Друго што е важно, доаѓа мачка, исто е демигод, уш се вика, краде неколку Дофуси и иде у негова димензија. Ова ликови све се од другата серија што спомнав Дофус, што е ка приквел нова, иде да се фајта уш, да се фајта, не, поише е коцкање, basically игра like bunch of games, зашто уш овие што е расата са многу големи коцкари и basically треба му ги поведам назад јајцата на коцка, нели мал се фајтање, мал се ова. Умеѓувреме Голтард, што е Иоб Демигод, му каже на Персивал дека не усвари Господ. И дека он му е татко му. Just a random Tuesday. So, он му каже дека он е реинкарнација на Господ и дека иако он го тренирал он му е татко него. So, дали му е татко на Голтрад. Ама Голтрад ги има тренирано дали. Значи, само се родил нов живот Господ. Нормално сага да спаса кралството, типа женска му е трудна од дали и он прв почне да се фајта со Огрест
до негде работата која ќе ги имаш сите Сизофус си отприлика доволно јак за да створиш или уништиш цел свет, така да еден бог е туека негде и доаѓа Југо со дофусите и ги користи шесте Елијатроп дофуси да му помогне да се фајта против Огрест, успути да у Вселената се фајта за да не прави хаос. Југо ќе телепортира и на крај Југо успеа да го натера да ги поврати дофусите. Огрест, знаеш, го дира пособник да ги поврати и ги поврачи и ги нема више мочите, више чил. Ама проблемот е што Југо ги скористи шесте Елијатроп дофуси. Зашто е тоа проблем? Братот креираше клонови од самиот себе си и ги врати назад во времето. Ама добри са клоновите, вајда. Што? Ама вајда клоновите се добри луѓе. Не. Не. Кај може да видите. Ќе зборам се една таа тема, зашто што може да видите, нели? Еден куп клонови, клоновите има многу краток живот и кој ќе умре некој од клоновите, тој живот се додава на другите клонови. Еден клончек е еден кој ќе умре, другите добија поиќе живот и поиќе енергија и тоа. И исто што ќе се деси Југо кој ќе умре? Не, одделени се од него, одделени се од него. Негови клонови се, ама се вратени назад во времето, и плюс и самиот Југо ако умре едноставно ќе се прероди. Така да. Добро. Има еден од клоновите, што се ка Оропо, планира да ја собере свите клонови и да направи коалиција на клоновите на Југо, за кој Југо ќе се роди, да го утепа и да го заземе неговото место. Зашто он ги прати клоновите назад во време пред самиот да се роди. Нели? Да. И Оропо има направено сквад од клонови од Југо. Ја не знам како некој од овие изгледа на Југо. Ама свите овие се негови клонови. Добро де, не мора се никад не пише дека мора клонови да се перфектни. Свите на екранов технички треба да се исчек. Клонови од исчек. It's called visual clarity. Оропо сака, значи, да го утепа Југо кој ќе се роди, ама знае дека не е доволно силен и затоа сака да го најде Илија Кјуб, right? Магичната коцка. Кај кого е магичната коцка, освен кај Чиби. Кој е Чиби? Го спомнав прес како памтите. Тој брат му од Југо што беше мртов и после што се роди пак втора или трета сезона. Мислим, колку време проаѓа веќе друго се дешава све од првата сезона, се например. Моментално смо ка 2 до 3 пред првата сезона. За ова што зборим се. Првата и втората се дешава една по друга, измеѓу втората и третата има 6 години. Basically, измеѓу ама ова моментално што зборим се дешава пред 2-3 години. Нели го джампа клоновите Чиби за да го тепа и братот добар фајт, ама на крај успеа да го победа. И после брат му Чиби се фајта со Оропо и успеа да го утепа Оропо. Југо се тепа против Оропо? Не, брат му змејот Чиби се фајта против Оропо. Брат му од Чиби е кафениот змеј што го видовме на почеток. Чекај, не се вика Чапа? Чипи, чапа? Не, змејот се вика Гроугал и тој е стариот змеј што го видовме на почеток на првата сезона. Ама ова кој е млад, така затоа знаеме дека 2-3 пред првата сезона. Оропо, телото му станува окей, ама душата од Оропо завршува у коцката. И сега Нокс, кој го активира неговото абилите да се врати назад во времето, меѓу да го искористи све ваквото за да се врати назад во времето, го користи несакајчи за да го ослободи Оропо од коцката. Right? И после Оропо и после Оропо почнува да собира
ги мрзи богоите, зашто му се деси ова, и го мрзи и Југо, зашто татко му, зашто него и го гледа бог, и почна да собира demigоds и дофуси, за на крај дотидне у рајот и да ги утепа свите богои, и за неговите demigоds што ги има собрано да станат новите богои. Вау. Мало иронично што собира демигодза. Сезона 3 сега почне 3 години после фајтот од Дали и со 6 години од Оропук слободен и 3 години од кое Огрес победен. Огрес е тој чудовиштето. И Дали Евангелин има 2 деца плюс Евангелин е трудна со третото, ама доаѓа една панда и ги киднапирува децата. И неја. Shit that happened. И нормално се собираа свите цело старо друштво, за вие што е работава, зашто успут ги напаѓа и други луѓе. И се појавува Оропо и им вика, знаеш што, наша грешка, ти ги киднапиравме децата. Ти ги киднапиравме децата, извини брат, ама децата твои се demigоds, и ни требаше уште еден демигод за да ги имаме свите, за да може да го извршиме планот да ги утепаме боговите и да ставаме нови на власт. Иначе, еве ке живимо, ако сакате да дојдете, И basically им каже дека има кула, што basically the Tower of Babel, кај што нашите главни лikoви треба да се кача, за да стигна до крај, за да го победа Европа, за да не ги утепа све боговите, логиш, нели? Умеѓу време се фајта против Flaming Skull, жена му од Руел, не знам зашто скриена, човек што собира гаче, и како ја добив информацијата дека Руел носи... Чекај, се бори против Божо? И како ја добив информацијата дека Руел ги носи сите гачи 20 години, уш што го спомнав преска, ова е друга божица и нормално Оропо. И што најжално Оропо кој стигнува на крај, нели се фајта малце, ама они ги носат до фусите за да има шанса да победа, и он ga зема и коцката и до фусите и се спојува со нив за ачивне неговата Final Form, и братот отвара портал за да стигне у рајот, и знаеш, заден момент дека, знаеш, ако го уништим рајот, го уништим цел свет технички, и ама имам многу добри другари, знаеш, имам многу добри другари. И се предомислюе, и не го уништува светот, туку остава самиот себе да експлодира у својот pocket dimension, дok свите други лikoви ги прача у рајот. Што се фајта против него и што се негови елајс. Зашто братот од заден момент дека не, жал ми е. Сезона 4 почна кој стига у рајот, и рајот е празен, па се шима некој суште изгледа на статуа, што не реагира на ништо околу него. Освен ако не нападне, што да ти јабој матери, затоа нема богови моментално. Зашто братот ги има солоа на све боговите, мислим дека. И доаѓа сестра му од југо, Нора, ова ја се вика, и века, брат, нашата, доаѓа со мајка им, и века, другите богови га неша мајка ни, зашто на најаката божица некад, она го свори пак универзумот, и га прати од димензија со Energy Vampires, и ја успев да га спасим. И сега доаѓа мајка, мама, сега, мама, се нема морам на видено. И мајка ми исто го ослободува Килби од другата димензија, зашто немој така со брате, знаеш, брате, добро дете. И го ослободува и него. Ама братиот Нора го ги има фатено Energy Vampires и ги има претворено Energy Vampires змеи и работате уште, иначе се вика Ефрим, by the way. Ефрим е уште поврзан со Нора и може да ја користи незините абилитиња. So Energy Vampires почнува да отвара портали од нивната димензија до обичниот свет и да го напаѓа и да пробува да собира све енергијата што може.
life energy. И буквално твара само на кајджус и ова, со нашите карактери сега counter attack. И пробува Југо да направи counter attack, ама за жал не успеа и го затвара. Ама Југо, зашо е елиотроп, еден од тие 6, нели? Има многу да. И има користено многу јаки магични И понајдобрата айтеми. кола именуван. Има многу magical energy и некој време го користа неговиот magical energy, сака не им треба друг magical energy, ама тоа па многу црпи од неговиот живот и затоа братот пораснува. Пораснал пошто имал превише magical energy? Не заш го трчараја, друма зема е magical energy. Не порасна заш имаше, туку заш му задоа превише magical energy. Значи, што повеќе има толку помладе? Не, мислам дека не знам Basically, точно. замисли дека последен период само му го земат на неговиот life force. Basically, му земат на неговиот life force. И брат му ги собра до фусите и отидна да го тепа, да проба се фајта со Локус. Тој што ги има солано боговите. И братот зашто ги имаше јајцата, некако успеа да го тепа Локус. И да креира нов magical item. The Ilia Sphere. Што е срцето на Локус. И со тој Ilia Sphere отидна да спаси Југо од другата димензија. Не е тоа лик од Fate? Кој? Илија. Не, ова е зашто Илија Тропим се вика расата и Илија Cube, Илија Sphere, ме разбираш? Окей, добро. Иде да спаси Југо, ама работата е they got him. Не. They got him. No. The Energy Vampires got him. Немајте гајде, може да ќе се врати сезон на 5, ама ка бебе. Не може знам. Знаеш што ќе бе смешното? Братот не ги губи меморијата кои се реинкарнира. Тој е негов special ability. И замисли само се раѓа ка бебе и е ка и почна да ги организира свите како да се брана против нешто таму. Не, брат, се враќање like you, I know what you did. Не, ама јајцето више после, само кој шуме му се враќа душата во јајцето и сестра и само излага пак од исто тоа јајце, му разбираш? Не треба ново јајце, цело време излага се враќа истото. И ако ги имаш ти јајце, да имаш исто еден куп магишка на енергија ти дава, зашто нели магични се од почетокот на времето. Нормално шарджа пак шарджа пробува на еден начин и единствен начин што им текнуе е мора да се жртвуе и Ефрем да се жртвува, да останат двајцата у таа димензија, basically ка статуе, за да не може више да отвара вампирите портали до обичната димензија. И Торос, нивниот водиш на Energy Vampire, сека, не оставте гладни. Што е следно? Дал памти некој, што беше Илија Cube? Коцка. Коцка што Оропо ga абсорбира и сами себе си се детонира со неја, така? Да. Дан го памти некој овие карактер. Да, тој што ја смрзна. Да, тој што го смрзна, што требаше да се ожени со таа. И ше демигот син на богот на времето. Што ако ги споиме за сезонот 5? Имамо нов антагонист. Да ми биле заинтересирани ја гледате кој ќе излезе. Sure, why not? Да, ми звучи интересно искрено. Добар има. Он так може да догоди. Единствена негатива што има направено французи.